Благодарам. Добро, сега колега, мислам дека јасно беше зашто дискутираме и зашто се однесуваат промените. Прво, да не мислите дека јас ќе ставам подпис на закон кој што бија закон за животна средина. Лично јас. Второ, еве вашите грижи дека се неосновни. Првен го поздравувам фактот што се искажа загриженост и што се мисли дека би можело да биде загрозено, но од друга страна грижите ви се неосновани и непотребни. Зошто го велиме тоа? Бидејќи било што од ова што го наведивте, не е ова дека отпочнува процесот на изведба на линиската инфраструктура со овој закон. Преходно има серија на постапки. Има испитувања, истражувања, дефинирање на траса и така натаму, да не одземам време на луѓе. Каде што сите овие моменти што го кажавте, и од аспект на ендемски видови, и од аспект на загрозени видови, се премет на анализи, елаборати, преходни чекори пред самите проекти изведбени, пред самите дозволи и така натаму. Значи, од тој аспект, тука не станува ништо. Овде збориме за дефинирана линиска инфраструктура, веќе дефинирана траса, која што треба да биде отстранета дрвната маса. Сега, во тој процес се наоѓаме со серија на ситуации каде што претходниот закон за шуми се покажа дека некои одредби се неприменливи, почнувајќи од самиот капацитет на шумскиот инспекторат. Второ, записникот не значи тоа дека ако нема одобрение дека инспекторатот не може да постапува, може. Должност му е тоа, за тоа е формиран. Доколку тој утврди дека има некоја причина дека има некоја неусогласеност или нешто слично, по должност му е да постапи. Овде само добиваме на применливост и на ефикасност. Ништо повеќе. И конечно, значи попрактично е. И конечно, шуми се директно вклучени. И во консултирани беа и во делот на изработката на законот и сега на предлог измените. И шуми, и Министерството, и инспекторатите. Така да ова нуди сигурност токму дека ова што го кажавте дека нема да се случи. И имаме постојни механизми кои што ни гарантираат сигурност и превенција на непотребни штети. Да, јас сум за тоа секојаш да се дискутира, сум за секој ризик да се неутрализира, но сите тие се елементи кои што преходат многу чекори, па би рекол месеци или години на овој сегмент или овој момент за што вие укажавте. Повторно ќе кажам, веќе кога ќе дојде момент за расчистување на трасата, за изведба на линиската инфраструктура, веќе сите тие ризици се неутрализирани. Толку. Благодарам.